А сега да навлеземе во темата. Ќе разгледаме од самиот почеток на Библијата еден заеднички мотив кој што се протега низ целата Библија, на некој начин, значи го има во целата Библија и тоа ја прави една целина. Ќе видите зашто станува збор. Дали можете да нагодите за кој заеднички мотив или тема станува збор? Значи се протега низ целата Библија, меѓутоа, еве да ја прашам вака први, значи, знаете ли кој е заедничкиот мотив на 5 книги од Елен Вајт, оние познати книги кои што прават една целина или се на некој начин, сите заедно кои ќе ги соберете, коментар на целата Библија. Значи, почнувајќи од патриарси и пророци и цареви, Копнежот на вековите, Дела на апостолите и Големата борба. Кој е еден заеднички мотив кој што се протега низ овие книги? Со тој мотив почнува патриарси и пророци, а завршува Големата борба. Да, значи патриарси и пророци започнува со изразот Бог е љубов, односно фактот, библискиот факт, а Големата борба завршува со истата изјава. Бог е љубов. И ова не е далеко од она што го има како заеднички мотив и Библијата, но малку од поинаков аспект сето тоа ќе го погледнеме вечерва. Што имаме на самиот почеток од Библијата? Поточно прва глава Битие. Прва глава, прва Мојсиева. Што имаме? Создавањето. Значи 6 дена кога Господ создал. Сега да не читаме, да не отвараме тамо како Господ создал се во тие 6 дена. Со збор. Бог рече нека биде светлина и бидна светлина. Тоа е моќта на Божиот збор, значи самиот збор има сила да, значи креативна моќ. Ние тоа не го можеме, нели? Како што ќе кажат Джон Си Вагонер, мислам некој од нив беше, сега не ме држите за збор, затоа Господ не може да лаже, значи тој кога ќе каже нешто и тоа бидува. Не е возможно за Господа да лаже. Но забележуваме една разлика кога ќе прочитаме во втората глава Битие, каде што е опишано создавањето на човекот. Но пред да стигнеме до тоа, да ве подсетам на слугата кој што бил болен, слугата на римскиот стотник. Се сеќавате како при средбата, кај се сретнале Исус и римскиот стотник? Во Капернаум, да ве подсетам. Не знаеме точно каде, меѓутоа на некоја оддалеченост, веројатно и неколку километри, се наоѓа неговиот слуга болен. И стотникот ќе му каже на Исуса, само кажи збор. Знаете како тој е пофален подосно од Исуса, дека тоа е вистинската вера. Но сега да насочам на моментот. Значи, километри далеку, Исус изговара и во истиот тој час слугата оздравува. Значи, Господ тоа го може од далечина. Не можеме да предпоставиме сега кај се наоѓал Бог, кога ги создавал сите тие нешта. Меѓутоа, факт е дека може од далечина. И тоа од огромна далечина. Тоа за него не е проблем. Но, кога го создава човекот, гледаме нешто друго. Гледаме блискост. Значи, тој буквално Бог морал да се изволка во калта, за да направи првин таа скулптура, да кажем, значи, тоа човечко тело, пред да му вдахне животен здив. И сето тоа го направил со своите раце и знаете вие како тоа прекрасно е прикажано на она видео од Даг Бачелор. Космички конфликт. Ако се сеќавате на венчавката на Дејан и Силвија, баш одеше тој кадар. Тој дел од видеото, каде што
Бог го оформува телото и подосна му вдахнува животен здив и го оживува. Значи тоа телото, човекот станува жива душа. Значи, евидентно е дека сега ја неаме таа далечина, таа оддалеченост. Господ е близу. Господ со своите раце го обликува. Го допира. Тука е. Еве Битие 2.7 да прочитаме. Господ Бог го обликува човекот од земниот прав и му дувна здив на животот во носалките. Така човекот стана жива душа. Значи не е некаде далеко Господ па да изговара збор. Не, туку е вклучен во самото создавање и не е за чудо, затоа што го создал човекот според својот лик. И кога Адам ќе ги отвори своите очи, прво нешто што гледа е, го гледа Бога. Својот татко. Или не е битно, нека е и Исус, затоа што нели преку Исуса создаде се. Тоа е на почетокот на Библијата, односно во првата книга од Стариот Завет. Ај сега да отвориме во првата книга од Новиот Завет, во Матеј, прва глава. И ќе го читаме извештајот за Христовото раѓање. Матеј прва глава од 18 до 23. Матеј 1 од 18 до 23. А раѓањето на Исуса Христа стана вака, кога неговата мајка Марија беше свршена за Јосифа, пред да се состанат, се најде забременета од Светиот Дух. А незиниот маж Јосиф, бидејќи беше праведен и не сакаше јавно да ја засрами, намисли да ја остави тајно. Не беше јасно кутрите како тоа сега Марија е во блажена состојба, без да ја допре. Но штом го намисли тоа, ете Господов ангел му се јави на сон и му рече: Јосифе, сине Давидов, не бој се да ја земеш Марија, својата жена, зашто зачнатото во неа е од Светиот Дух. Таа ќе роди син и ти ќе му го дадеш името Исус, зашто тој ќе го спаси својот народ од нивните гревови. Не знам како, дигресија, не знам како го испуштаат овој стих оние кои што сметаат дека ќе грешиме до второто Христово доаѓање, до крајот. Кога овде вели дека Исус се раѓа, се овоплотува, станува како еден од нас, со која цел, со која мисија, за да го спаси својот народ од неговите гревови, а не во неговите. Меѓутоа, тоа не е темата. Продолжуваме понатаму, вели: а сето тоа стана за да се исполни она што Господ го рече преку пророкот Исаија, кој што вели, 23 стих: ете девица ќе зачне и ќе роди син и ќе го наречат Емануел, кое е преведено значи Бог со нас. Повторно таа близина, таа интимност. И покрај тоа што се случува од втора глава Битие па до прва глава Матеј, што се случува помеѓу? Падот во грев. Уште во трета глава Битие, нели го имаме падот во гревот. Но и покрај тоа Господ преку овој план на спасение, испраќајќи го својот син, сака да биде со нас и покрај нашата грешна состојба. Значи, ќе го наречеш Емануел, кој е преведено значи Бог со нас. Емануел значи Бог со нас. Знаете, она Ел, на крајот Бог, кој што се среќава, нели, во многу имиња, патем, многу библиски имиња. И навистина ова многу подсеќа, прва глава Матеј, ова извеште многу подсеќа на втора глава Битие. Бог е близу, Бог е тука, Бог е со нас. Со падот во грев, дали човекот се оддалечува од Бога преку гревот или Бог се оддалечува од човекот? Да, много јасно во Исаија 59 стои првите два стиха, познати стихови, Исаија 59, 1 и 2.
стои запишено: не е прекратка Господовата рака за да спаси, ниту увото му заглувна за да не чуе. Туку вашите беззаконија создадоа разделба меѓу вас и вашиот Бог. Значи, нашите беззаконија не одделуваат нас од нашиот Бог. Вашите греови го сокрија неговото лице. Што само го крие своето лице, но тој е тука. И тој вика, веќе не ве слуша. Истото она што го доживел Исус, кога висел на крстот. Еве, неколку саботи зборувавме за тие негови страдања. Натоварен со нашите греови, Бог го крие лицето од него. Меѓутоа, дали Бог го напуштил? Тој чувствувал таа разделба. Но да ве подсетам на тој дел од цитатот во Копнежот на вековите. Вели, во тој густ мрак, знаете, кога се стемнило, среде пладне, било скриено Божјето присуство. Од мракот си создал себе си за солниште и ја скрил својата слава од човечките очи. Бог и неговите свети ангели биле крај крстот. Отецот бил со својот син. Бог е тука. Сепак неговото присуство не било откриено. Значи, гревот нас не одделува од Бога. Бог е тука. Бог не напушта. Бог е со нас. Емануел. Близина. Како Јован тоа го запишал во првата глава од Евангелието по Јован 14 стих. Јован 1.14. И Словото стана тело и се настани меѓу нас. Се вшатори меѓу нас. Го постави шаторот меѓу нас. Меѓу нас, со нас. Бог со нас. И ја видовме неговата слава и славата што има како единороден од таткото, полн со благодат и вистина. Видовме на почетокот во Битие, на почетокот на Новиот Завет во Матеј, а сега додеме на крајот од Библијата во 21 глава Откровение. Кога веќе се е завршено, имаме опис овде на новата земја. Откровение 21 од 1 до 3. Прво ќе читаме, потоа ќе ги читаме почетни стихови од 22 глава Откровение. 21, 1 до 3. И видов ново небо и нова земја, зашто поранешната земја помина и морето го немаше веќе. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град Ерусалим, нов, како слегува од Бога, од небото, стокмен како невеста, променета за својот маж. Трети стих, и чув висок глас од небото како зборува. Ете го светиот шатор, светилиштето на Бога меѓу луѓето. И тој ќе живее со нив. Тие ќе бидат негов народ, а сам Бог ќе биде со нив, нивниот Бог. Бог со нас, неколку пати, со нив вели овде, со спасените. Во 22 глава Откровение, внимавајте тука какви стихови имаме. Од 1 до 4, почетокот, значи повторно од главата. И ми покажа чиста река со вода на животот, значи опишувајќи ја таа нова земја, бистра како кристал, која истечуваше од престолот на Бога и на јагнето. Сред главната улица и од двете страни на реката, дрвото на животот, што раѓа плодови 12 пати, давајќи плод секој месец, а лисите на дрвото служат за исцелување на народите. И нема веќе да има никакво проклетство. Престолот на Бога и на јагнето ќе биде во градот, неговите слуги ќе му служат. Тука е престолот Божи, на новата земја. Четвртиот стих вели, и ќе го гледаат лицето негово, и името негово ќе им биде на челата нивни. Бог со нас. Ови се стихови кои што повторно ова е една небитна тема, меѓутоа сепак сакам да нагласам дека јас не се сложувам со тоа што брат Зоран често пати го истакнува дека Бога никој никогаш не го видел. Да, тоа се однесува на грешниците, зашто не можат ни да го видат. Меѓутоа Бог сака да биде со нас, како од почетокот што бил, па дури во падот во гревот не оставил, преку Христа бил повторно со нас, Емануел, и на крајот гледаме опис на новата земја, каде што престолот Божи ќе биде тука, каде што Бог ќе биде со нас, меѓу нас, и ќе го гледаме неговото лице.
Тоа е заеднички мотив кој што го гледаме низ целата Библија. Бог со нас. Близина. Бог сака да биде со нас. Да има близина со нас. Сега да отвориме во втора книга Дневник или Летописи. Втора книга Дневник, 20 глава, 5 до 7. Овде дури може да се спомни оној стих во Блаженствата, Матеј 5:8, мислам беше, чистите по срце ќе го видат Бога. Но, да прочитаме сега втора Дневник, 20 глава од 5 до 7. Јосафат. Знаете, Ерусалим е опколен со непријателски војски и Јосафат паѓа на молитва. Му се обрека на Господа. Читаме од 5 стих. Тогаш Јосафат стана во јудејскиот собор во Ерусалим, во Господовиот дом пред новиот двор. И рече: Господи Боже на нашите татковци, Ти си Бог на небото и владееш над сите криво божечки царства. Во Твојата рака се таква сила и јачина, така што никој не може да се додржи пред Тебе. Значи, го велича Господа, неговата сила, неговата позиција, и потоа вели во 7 стих: Ти, о Боже наш, ги истера жителите на оваа земја пред својот израелски народ и му ја даде за секојаш на потомството на својот пријател Авраам. Тој Бог кој што може изгледа толку далечен, кој што управува со целата вселена, кој горе на небото владее со целата вселена, тој му е пријател на Авраам. Стои у стихот. Знаете што значи да биде Господ пријател со вас? Тоа е таа блискост. Бог сака да биде пријател со нас, сака да биде со нас. Уште дури може би појасен стих и поубаво опишува сето ова Исаја 41:8. Исаја 41:8. Ти, Израелу, слуго мој, Јакове, кого го избрав, потомок на Авраама, мојот љубимец. Знаете, ви не можете, односно да прашам вака, можете ли да направите нешто за да Господ повеќе ве сака? Можно ли е тоа? Не е можно. А можете ли да направите нешто лошо за да Господ помалку ве сака? Ни тоа не е можно. Тоа е таа божествена љубов која што е безусловна. Меѓутоа, тој сите ги сака. Меѓутоа, има своји љубимци. Еве за Аврама тоа го читаме. Зошто милеел Исус највеќе да оди во домот на чив дом највеќе? На Лазар, на Марта Марија. Значи, меѓутоа таа близина ја сака со секој од нас. Гледавме тој мотив, таа тема некако протекува низ целата Библија. Бог со нас, Бог со нас, Бог со нас. Дури и за Мојсија стои во Излез 33:11, втора Мојсиева 33:11. Запишано така: Господ разговараше со Мојсија лице во лице, како што човек разговара со пријател. Блискост, близина. Бог е наш пријател. А за да биде пријател, мора да е близок со нас. И сега да отвориме во Јован 15 глава. Тука има малку подол текст кој што се сеќавате. Јован 15 глава, тоа е она прекрасна слика со лозата и прачките. За таа блискост што Господ ја сака со нас. Од 4 стих читаме: Останете во мене, вели Исус, како јас во вас, како што прачката не може да роди плод сама од себе, ако не остане на лозата, така ни вие, ако не останете во мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод.
зашто без мене не можете да направите ништо. Ако некој не остане во мене, тој ќе биде исфрлен надвор како прачката која што е исушена, ги собираат, ги фрлаат во оган и ги горат. Ако останете во мене и ако моите зборови останат во вас, барајте што и да посакате и ќе ви биде. Мојот татко се прославува со тоа што ќе давате многу плод и ќе бидете мои ученици. Како што таткото ме возлюби мене, така и јас ве возлюбив вас. Останете во мојата љубов. Ќе останете во мојата љубов ако ги запазите моите заповеди. Како што и јас ги запазив заповедите на мојот татко и останувам во неговата љубов. Ова ви го реков за да биде мојата радост во вас и вашата радост да биде полна. Ова е мојата заповед, да се љубите еден со друг како што јас ве љубев вас. Никој нема поголема љубов од оваа, да го положи сопствениот живот за своите пријатели. И внимавајте 14 и 15 стих. Вие сте ми пријатели, ако го вршите она што јас го заповедам. Не ве нарекувам веќе слуги, зашто слугата не знае што прави неговиот господар, а вас ве нареков пријатели, зашто ви соопштив се што чув од мојот татко. Слугата не е слуга и господар, мислам, односот на слуга и господар нема некоја, не знам каква близина, меѓутоа пријател, кога ќе кажете пријател, тоа е неверојатно близко. Вие сте ми пријатели, не ве нарекувам веќе слуги, вие сте мои пријатели и се ви откривам. Тоа е неговата желба. Од старт, по создавање сме негови. Видите како не создал. Со своите раце. А можел со збор, меѓутоа сето тоа не било така случајно. Сме паднале во грев, непослушни. Господ го праќа својот син и вели ќе го наречете Емануел, Бог со вас, со нас. На крајот гледаме Господ со нас. Господ наш пријател, не само Аврамов, и Енох бил пријател Божи, еднакво одел со Бога. И тој е наречен исто пријател. Тој сака со секој од нас да биде пријател. Бог сите не сака, Бог сака сите нас да не спаси. И таа негова желба да биде со нас е, не знам, не може тоа да се опише. Знаете, сите ние сме уникати. Кога зборувавме, се сеќавате еднаш за параболата за бисерот, за скапоцениот бисер. Че да, тој бисер во едно гледање на параболата е Исус, кој е безценет за секој од нас. Меѓутоа, во едно друго гледање на параболата, тој бисер сме јас и ти, сите ние. Тој оставил се за да го купи, за да го добие бисерот. Ако јас и ти сме уникати, значи Зоран е еден на планетата Земја, нема друг. Трајче исто е еден, нема друг. И од таму желбата да не спаси сите, знаете, ако фали некој Зоран, некој Трајче, не дај Боже, или Борче, или било кој, на Господа ќе му иде празно. Ако сте уникатен, ако сте единствен, која е вашата вредност тоа? Ако има еден Мерцедес, тој тип, да речеме, еден само на светот, која би била неговата вредност? Колку што е по-ретко нешто е по-скапо, нели така? Поголема вредност има. Да. Токму така. Ние како деца на нашиот небесен татко. Само јас можам да ја пополнам таа празнина, еден е Борче. Само Зоран може да ја пополни таа празнина. А Господ од старт, значи низ целата Библија гледаме, сака да биде со нас. Сега нам ни остава слободен избор, дали ние сакаме да бидеме со Него. А како ли прекрасно ќе биде? Замисли си земјата ќе биде центарот на целата вселена. Тука ќе биде престолот Божи. Ќе му служиме. Па не знам, јас тоа со ништо не може да се спореди на оваа земја, со не знам какви почести позиции или било што.
Не смееме да испуштиме таква шанса. Јас верувам дека понатаму ќе продолжиме да зборуваме на оваа тема, може би следната сабота веќе за Аврам и малку поподробно за тоа како тоа Аврам е наречен пријател Божи. Не само Аврам, го спомнавме Енох и многу други, но Господ сака да биде пријател, сака да биде близок со секој еден од нас. Да му го дозволиме тоа. Нека му е слава на Господа. Амин.